Добре дојде во студио за мојот гостин Владимир Змејковски. Вие сте председател на форумот на слободоумни патриоти, всушност кој прерасна во политичка партија. Како се случи тоа? Не сме политичка партија. Добро. Ние сме Сдружение на граѓани. Сдружение на граѓани кое претендира да стане политичка партија? Не. Ние со која цел тогаш се формиравте? Борба внатре во партијата за демократизација на истата. После сите овие збиднувања и ред години наназад што гледаме, како што се централизира партијата од една групација фамилиарна и дојде до еден револт кај нас воснивачите, меѓу кои сум и јас, првите на партијата. Инаку, како што знаете, партијата е регистрирана во нашата куќа 90-та година на Горноврановска 122 во Горно Лисиче. И од тие побуди, не можејќи да гледам дека ја водат и партијата во пропас и државата исто така, паралелно чим еден е диктатор во партијата, тоа се рефлектира и понатака и во државата. И со таа цел ние статутарно внатре во партијата го формираме форумот на слободоумни патриоти, да делуваме од внатре и да допринесеме за демократизација и развој на позитивни вредности во истата. Добро. Намерно ве прашав, односно кажав дека е политичка партија. Немате ли намера, некаква намера да го изнервирате Груевски и практично да ја промовирате како идна политичка партија и сила која би го нокаутирала Груевски и би го исфрлила од политичката сцена? Не. Намерата не ни е таква намера да ви одговорам сега, али после сакате што ме прашавте за Кекеновски, нив им беше таа намера со Лазаревиќ. Да формираат партија. Да. Се разбира. Со ова здружението има иднина. Па има логика. Да, па и тоа. Зошто не се согласувате со првичната идеја? Да, и за тоа дојде до разидување они со Кекеновски Лазаревиќ. Лазаревиќ не бил член на ВМРО. Он така се декларира. Да, добро, не бил член, но имавте исти позиции практично, иста слична идеологија да го урнете. Целта ни беше иста, ама приодот ни беше различен. Ние си останаме како членови на партијата, пошто не можеме да се делиме ние од чедото што сме го створиле. Сега практично сте се уште член. Како... Нема ли Груевски да ви исфрли еднакво како што го исфрли Кекеновски? Нека не исфрли, ама ја душевно се чувствувам ВМРО и да ми исфрли, он може во него е и морковот и стапот, што се вика, може да ни случи. И што се случи со Кекеновски, имајќи во предвид фактот дека беше кандидат, председателски кандидат во ВМРО ДПМН, одеднаш вие се разидовте. Токму заради се разидовме ради ова формирањето на здружение кој тој со Лазаревиќ, и претендирала за понатака мислам и тоа го изјавуваат и денеска и уште тогаш така почнава подсрамежливо да се најавува дека преку средства за информирање сигурно они беа подстрекнати од нивни изјави. Добро. Нарочно во фокус во тие весници дека се спремаа да формира партија, нова партија. По урнекот таму на некоја од Израел, исто таму нели во Израел има иднина формиране на некоја партија и Лазаревиќ таму нели во Израел обитувал, бил таму и од таде го ја зел како урнек и со таа идеја демеки овдека на овие простори да успее истата шема. И тогаш ние се разидуваме, ние беме децидни, еден поголем број од групата на форумот и им кажеме дека ние си остануваме членови на ВМРО ДПМН и внатре ќе делуваме и ќе ги привлекуваме и апел со соопштение
пуштиме и ќе понатака ќе апелираме до сите незадоволници што се. Има ли незадоволници? Има голем број. Јавно тоа ви го кажува отворено. Вчера беме на еден состанок во Куманово. Добро. И се собрава таму одреден број, така као блиц состанок беше, не беше закажан. Па имаше околу 10 души од таму од Куманово. Ви се приклучија ли во форумот? Да. Значи имате приврзаници, се на се колку? Во сите градови. Па има бројката, сега не можам точно да ја одредам, ама полека, знаеш, наплашен е народот, луѓето се многу наплашени од оваа диктатура на Груевски. И сега почнува храбрите најхрабри што се да излегуваат полека. И јас мислам дека ќе се ослободат поголем број луѓе како што има на почва, синоќа кога се вратиме на телефон, на Фейсбук, да ми се јавуваат и честитки и подршки да ни даваа. Но како политичка партија, вие секако би имале поголема сила, поголема моќ да го урнете? Не доаѓа во предвид тоа за политичка партија. И на таа тема да прекратиме. Добро. Комуницирате ли сега со Кекеновски? Не сме комуницирале сега. Значи се разидовте, конечно се разидовте? Не сме се искарале, да речеме, да сме се судриле, ама и не контактираме. Да. И со тоа се разидовте? Па сега они си фатива друг правец. Целта и нив им е рушење, ама они од друг пат одбрава, што за нас не е прифатлив тој. Ние го одбраме овој пат. Да. Вие сте брат на Борис Мејковски, ние вашиот... Да, постар брат. Вашиот брат можеме да го видиме на митинзите, како го поддржува несомнено лидерот на ВМРО Груевски, за кого велите дека е, како рековте, диктатура на Груевски. Разговарате ли? Фамилиарна диктатура уведува. Добро. Разговарате ли со вашиот брат? Разговараме. Да поддржува ли во овие ваши активности? Премолчено некако. Премолчено ве поддржува? Најубаво да го викнете него и да го прашате. Но добро, вас ве прашувам, какви ви се односите? Односите ни се братски, уште. Идеолошки се разидувате? Не може. И па сега идеолошки, јас чим се ставив од оваа страна против врхушкава што е сега на Но велите премолчено ве поддржува? Па може и не поддржува премолчено. Не би прави обструкции, не би се заканува? Не, но што може ми се заканува, јас сум постар брат од него, како може ми се заканува? Тој во коалиција со Груевски, зошто да не би се заканува? Тој близок до Груевски. Во кој поглед би ми се заканувал? Во поглед, како велите вие, ова не е само диктатура, фамилиарна диктатура на Груевски. Знаете ли колку луѓе отидоа во затвор критичари на Груевски? Знам. Ване Цветанов, Љубе Бошковски, Слободан Богоевски. Александар Диневски, слава го спомнувате. Он е јас го сметам дека е меѓу најголемите политички затвореници. Он не е затворен за тоа што го обвинува за тие дела за шпион, него затворен им рчна во очи на фамилијата. Политички затвореник велите дека е, да. Политички затвореник е. Да. Вие еднакво како двајцата браќа Мане и Гојко Јаковлевски се разидовте? Не сме разидени. Не сме разидени, само припаѓате на други опции. Може со други сваќања сме. Ја друг ще ги гледам работите, он со друг поглед ги гледа. Да. Добро, кога ве прашав, не се плашите ли да го критикувате Груевски на овој начин на кој употребувате тешки зборови како диктатура, дека ќе влезете еднакво во таа одмазничка шема како луѓето кои претходно ги споменавме, кои се политички затвореници? Не се плашев ја 90-та година да застанеме против тогашниот режим комунистички што се распаѓаше и против Јана доека беше, збореме за самостојна Македонија со сите атрибути на самостојна држава, па сега на Груевски ќе му се плашам. Не му се плашам ни најмалце. Добро, нема ни причина зашто да се плашам. Добро. Зашто јас ја зборам истината, таа цела јавност го приметува и го знае.
Добро, вашиот брат Борис Вејковски имаше основано една партија ВМРО Вистинска. Па ја основаме ние све со цел. Да. И подоцна се приклучи во коалиција сепак на Груевски. Нема ли таква судбина да ја чекал и форумот на Слободобни патриоти? Да се предомислите едноставно и влезете во коалиција со Груевски. Ама ние не сме политичка партија. Сеедно како движење. Ние сакаме да си останеме внатре во партијата и се бориме за демократизација на самата партија. Добро. И тргање на оваа фамилијарна врхушка да си дојат честни патриоти и честни ВМРО-ци, а не лажни прибрани од кајтини, од падници, од сите партии, од сите провиненции, само за места и послушници. Ги извршуваа наредбите на Грујо, они си го товараа магаренцо, да кажам така, да се изразам вулгарно, а они им ги извршуваат и несвесно некој влегуваа во криминал, што утре може и ќе одговараат тешко за такви. Па на тие извршители околу него. На кој мислите? Па многу ги има. Сега да не ги набрајам. Можете да кажете некој име, да знаеме на кого мислите. Добро, еднакво... Ги знае цела јавност што ќе ги набраам. Добро, еднакво како што и Змејковски формираше партија, формираше и Љупчо Георгиевски, уште една... Заедно ја формираме со Змејковски тогаш, ВМРО Вистинска. Јас бев тогаш во тие, со цел целта ни беше да го срушиме Љупчо од позицијата на премиер, и лидерска. И мислам и што не успеа. Но и Љупчо Георгиевски дава подршка на Груевски после одреден период. Георгиевски е тројански конј во опозицијата. Во кој смисол? Па он му служи, ги нема релациите прекинато со Груевски, кој што знаете, Груевски му беше во неговата влада министар за економија, мислам дека беше, после за финансии, така беше. И во негово време се случива некои сделки, има сигурно заеднички, и сега он му изиграва портпарол, што не сме Груевски да каже, Ѓорѓиевски го кажува тоа. Имате ли контакти со Георгиевски? Не. Никакви? Не. Добро. Се согласувате ли, имаше една изјава Љупчо Георгиевски дека е потребна амнестија и за ВМРО, и за Груевски? Зашто? За криминалите, за парите што ги исплячкава и сега газди да станат. Па ако е за тоа, јас го знам Љупчо колку тежел што изјавува таму било од средно имотна фамилија. Љупчо кај нас живееше во почетокот на формирањето на партијата и знам колку биле економски моćни они неговата фамилија, колку сме биле ние. И сега стана бизнисмен со 65 вработени. Ти 65 вработени да издржаваш, да им плаќаш социјално плати, да треба да имаш од некаде извор на приходи. И како он го доби тендерот за градење хотел во Строгиов центар на Скопје, кога се знае фамилијата дека дрма и одлучува за све во оваа држава. А он изиграва опозиционер, лажен. Добро. Љубе Бошковски, комуницирате ли со него? Уште еден лидер на нова ВМРО? Со Љубе Бошковски не комуницираме со неговите, пошто он се наоѓа во затвор, и комуникацијата не прекината. Уште еден политички затвореник, дефинирани од Стейт Департментот. Да. Критичар на Груевски. Да. Со Љубе Бошковски се неаме состанато и видено пред да го затворат, уште од тогаш, од тие предизборни кампањи кои ги водеше. За него се говори дека два пати апелациониот суд ги поништува тие пресуди на основниот суд. Мислам, тоа го има и Стейт Департментот од Америка потенцирано. Ќе кажам исто за Александар Диневски. Александар Диневски
е затворен на една неоснована лага во аферата Шпиун, што нема врска со тоа. Он им пипна во матните сделки на фамилијава. Имаше агенција детективска и он тоа работеше. И знам ја, со него сум многу близок, куќен пријател ми е и од првите он што пристапи од досумината што бева во МВР, да. Добро. По ниеден основ што го обтужува, они не се во право. Он работеше за Европол како аналитичар. Да. Они беа легални организации делегирани од Европа овдека. Да. И го обвинува дека работел како шпиун. Сите тие документи он што им ги доставувал на Европол, први им ги има доставувано до соодветните органи во практично нема направено никакво криминално дело. Па тоа исто го потврдуваат и сведоците на јавниот обвинител дека немало никакви инкриминирани действија во држава кои што го обвинуваат за аферата Шпиун. Како ќе ги дефинирате вашите односи со Никола Груевски? Го познавате ли добро? Со него не се познаваме многу добро, пошто он почна во партијата да доаѓа во некои комисии кои ги свараме уште 90-те години на ЕКА, по основу на пристапниците ги бираме така, нели, што се пообразовани од тие струки во секоја комисија, нели, со соодветна струка треба да се бидат, и него како економиста беше во таа комисија и го повика тогаш подсекретар беше и на КСИО, што фамозното што постоеше, Иван Соколов. Првата средба тогаш ми беше и после втора средба неколку пати се имам видено. И што велат вашите сеќавања? Како би можеле да го опишете, на што се сеќавате? За каков човек станува збор? Не сме имале... Имале ли пријателски односи, коректни? Не сме имале толкави големи контакти да се запознаеме кој каква душа носи и што носи. Но кој е вашиот впечаток? Мојот впечаток сега од неговото владење кога почна. Учествував со него, заедно го поддржував за митинзите кои ги правеше против продажбата на електростопанство, нели. Тогаш после кога дојде на власт, која презема премиерската палка, после некое време почна, нели, се слуша, ние Македонија сме 2 милиона народ, со кој да го сретнеш на улица, секој втор човек го познаеш, и почнаа да кружат некои работи за матни сделки на одредени личности од фамилијата негова, се знае кој за кого се мисли, мислам и пошироката јавност знае кој е кумот у сите тие игри, и од тогаш ова иницијатива, мислам, ќе оствариме сега. Јас сакав, уште од тогаш ја покренав пред години со Александар Диневски, отидовме во Делчево, кај Иван Соколов, и му предложиме, ама не најдовме некое плодно тло, тогаш уште на почеток беше. И како што поминуваше времео, созре оваа идеја и сега ја мислам, ја оствариме. Гледајќи све оно што го прави Слушајкин, најново со бомбите на Заев. Кој вашиот став за тие бомби, за линтите за прислушување? Мојот став е... Дали се монтирани, лепени, сличени, креирани, како што вели ВМРО? Ја сум разговарал со стручњак за тие работи, вика за музика да е, ќе се израза малце вулгарно тоа. Нема потреба да се изразувате вулгарно. Магаре, вика, да пуштиш, вика, има инструменти сега, да рика, ќе направиш дека пее, вика. Ама ова, вика, што е, вика, во никој случај, вика, не може да се лепи, да се сече, да се монтира, да се... На Заев, лидерот на СДСМ му се заканува, по се изгледа
дури и се повеќе се чини откако реши да не присуствува на судските рочишта му се заканува затвор. Верувате ли дека тоа ќе биде одлуката на судот, за која Груевски заявили дека е практично стои за таква одлука, би стоил Груевски? Ништо не е чудно со овие судови кои се ставени под шаката на фамилијава, све може да се случи. Ама јас мислам дека тука треба и двајцата да се надминат и да се поведе на постапка и правна и политичка со независни јавен обвинител, сите тие институции да бидат независни. Добро, во ред, Груевски се согласува на тоа и се чини дека единственото на што се согласува, ама он да остане премиер, ќе ги жртвува сите негови кој што почна единствената работа околу која тој одбива да преговара. Само он да остане премиер, да си ја спаси кожата негова, зашто знае му прети опасност. Која е вашата проценка, вашата анализа? Дали ќе бидат ова бескрајни преговори или ќе биде некакво решение наметнато од страна на меѓународната заедница? Па не знам, и меѓународна заедница некако е многу мека, индиферентна. И јас повеќе би инсистирал од внатре ние да си го решиме. На кој начин? Па, со притисок, со внатрешен притисок. Што значи внатрешен притисок? Па, како што се прават овие митинзи, добро. Блокирање на институции, само на тој начин. Сметате на ненасилни се разбира, Не, мирни протести, да. Добро. Да. И на тој начин како би се натерал Груевски, би се засрамил, би се уплашил од протестите? Па се гледа во сите демократски земји кај што се вршат такви притисоци со демократски средства, дека кој што се огрешил од законот лидер се тргаа, ја напушта функцијата. Велите дека демократски ќе делува и Груевски? Не се повикувате ли на искуството на историјата? Предходна која говориме и за Груевски. На што сметате? Зошто сметате дека токму тој би се откажал од премиерската функција, би се повлекол? Зошто сметате на демократска свест на Груевски? Ако малце има од тоа што тврди дека е патриота, редно е да се тргне и тие суети да ги остави настрана. Да, аргументот на Груевски е дека тој е избран од народот и само народот може да сруши. Ама па ги слушаме и бомбите што не ги демонтира институционално, можеше тоа да го направи до сега. Премолчува, се слуша од нив како го бирал народот и кој го бирал. Така ли е? Добро. И колку регуларни биле се тие избори. Се слуша од бомбите со гласачи од ваму, од таму, од пустецот. Но доколку остане Груевски на власт, останувате и вие да делувате преку формот на слободни патриоти, да ги привлекувате членовите на ВМРО-ДПМН, да одбивате да формирате политичка партија со која би излегле на избори. Не. И практично би биле како? Не. Би делувале вон институционално. Внатре ние во партијата ги прибираме сите незадоволници и утре тоа може да му се одрази на едни демократски избори. На Груевски? Ако се придадат демократски избори. Такви со нешто имаше и Љубе Бошковски. Зошто сметате дека сега би се приклучиле? Таков план има и Кекеновски, например. Не би коалицирале ли конечно? После сиве овија што се случува така наречени бомби, да ги речем, и што од таму што излегува некои прљавштини во нивното владење, ова 9-годишно, Бога ми, лошо ќе му се одрази него. На Груевски? Да.
И велите дека ќе замени достоинствено. Па би требало, ако има малце достоинство во неговата душа. На што се жалат? На што се жалат тие членови на ВМРО ДПМН кои ви доаѓаат и потпишуваат некакви пристапници? Па ги маргинализира, мислам, старото членство го маргинализира и све што е неистомисленичко. Со на конгрес во 90-та година во Прилеп беше донесена конгресна одлука за формирање на три институции или тела, како да ги кажам, во партијата: Унија на жени, Унија на млади сили и Унија на ветерани. Ја укина конгресна одлука Унија на ветерани. Да. И манипулираше, ставаше него и Манета го протежираше. Мане знаеме како работеше у времето на Љупчо. Ја доби средноводно, нели, го доби на поклон, и тоа партијата му го купила, како што знам. После го продаде, високо профитира. Сега му се залепи на Груевски и Груевски го подржава. Ама имаше силен отпор од старите ВМРО-ци, од основачите, од сите нас, и го тргна Манета, ама го награди на неколку борда по овие државни фирми со големи примања. Го постави Ѓорѓи Доцев. Ѓорѓи Доцев никогаш не ни бил член на ВМРО ДПМН, беше член на ВМРО Гоцева, некоја таму негова. И да ја покаже својата сила и моќ, ја како ще кажам, и за година го постави него и ден денеска. Човекот сега секоја чест може бил дисидент некој време, се борел во свое време, ама човекот не може да ја обавува таа функција и да ги извршува тие обврски. Кој има поголем број на приврзаници, вие или форумот на Слободни патриоти, или има иднина? Не сме упоредувале и не би можел да манипулирам со бројки. Добро. Оние кои се... Времето ќе го покаже тоа. Не планирате да коалицирате, да се здружите, да бидете посилни на тој начин? За сега не. Зашто? Но не се знае што би носела иднината. Зашто ние, пак ќе потенцирам, ние си остануваме внатре во партијата. Добро. Оние не се... Има иднина, сака да прават партија нова, што ние не се сложуваме. Исто вчера ви кажувам во Куманово, едногласни сите. Да, сметате дека Груевски ќе седи со скрстени раце и ќе гледа како ја подривате, ја подкопувате, ја уништувате неговата партија. Ќе фати и нас да не затвара. Ќе не убива, што ќе прави? Нека работи што сака тие кои што се храбри и нездоволни, ќе ни придат и ни приоѓаа. Што вчера ви кажувам, после состанокот во Куманово, имаше многу јавувања лично до мене и до колеги од форумот, и поддршка ни дава. Подпишуваат некаков? Не сме поминали уште на тоа, на подпишување. Само се приврзаници? Да. Добро. Имаат ли тие луѓе подпишано некој од нив меници, како залог дека ќе бидат лојални? Не. Тие што има подпишано меници се во власта, се компањони на Груевски, не се од овој слој на Имате ли информации дека имаат подпишувано луѓето кои се во власта меници? Како што цела јавност говори, но без докази. Имате некакви докази? Не, ја немам видено, ама чим се збори има нешто. Сметате дека кога нешто се збори, тогаш секако има нешто? Да. Не отфрлате дека е можно да е шпекулација, безочна лага и манипулација? Не. Точно е. Добро, јас ви благодарам што бевте гостин. Благодарам и јас на поканата. Владимир Змејковски, форум на Слободни патриоти, движење, а не политичка партија. Здружение. Да. Здружение, добро, движење. Политичко движење. Да, здружение на Слободни патриоти.